Обединетите нации веќе потврдија дека станува збор за најголемиот земјотрес кој што се случил на тлото на Турција последниве 80 години. Потреси нови ќе има. Се надеваме нема да бидат од интензитетот над 7, какви што имаше неколку во текот на вчерашниот ден, но што носи ова случување во Турција? Тема на анализа со господинот Михаил Гаревски. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Повторно на тема која што е непријатна. Генерално многу ми се допаѓа кога сакам превентивно да зборуваме за земјотресите, отколку што не очекува понатаму. Меѓутоа, ова во Турција не вознемири сите, господина Гаревски. Апсолутно непријатно и како што рековте, јас и така и предвидев, бидејќи вчера рано сабајле, кога разбрав дека магнитудата е 7,8, што е втора по големина магнитуда воопшто во историјата на Турција. Инаку има 1939 година магнитуда 7,9 и тогаш имаше околу 17.000 жртви. И кога чув, нормално дека се израдував дека рекоа дека има околу 200 жртви сабајлето вчера, помислив дека може би земјотресот не е близко до некои градови, може би за тоа ете само 200 жртви. Но кога видев понатаму на мапата колку има во околината градови, ја очекував најмалку над 5 до 6.000 и еве изгледа за жал, сабајле ми кажа некој дека века е стигнато до 4,5. Што може би и нормално, не нормално у тој смисол, него за таква силина на земјотрес, бидејќи и во Езерџан, и во 1999 година, во Измит градот, ја бев 2 недели после овој катастрофален земјотрес, имаше околу 20.000 жртви. Но тогаш беше општа констатација од експертите кои што беа дека квалитетот на градба 99-та дека е многу лош, практично бетоните им беа многу лоши, односно самиот бетон беше некако на ниво на јачина на Малтер и токму поради тоа имаше најмасовни рушења, но сигурно дека не треба да забораваме во тој момент тогаш магнитудата беше 7,4, дека тоа се страшни магнитуди, дека во Скопје такви никогаш нема да се случат. И сакам да кажам дека после тоа Турција превзема големи мерки, доен нови прописи, прописите и контролите беа многу поригорозни, така да очекувам сепак да има доста можеби помалку жртви од овие што ги напомнав и во Езерџан 17.000 и оваа другата од 17. Жртвите кои што ќе настанат се предпоставувам во објекти кои што се градени пред 90-тите години, кога немало такви мерки и бидејќи има масовно многу згради, токму поради тоа тие се би требало и барем по тоа што видов по телевизија, мислам дека се тоа стари објекти, дека новите сепак се преживјани и не се срушени. Експертите, научниците се изненадени дека нели после таков голем потрес следуваат последователни автершокови што е очекувано. Меѓутоа вчера во нели растојание од само неколку часа се случи уште еден потрес во близина на регионот каде што беше првиот. Тоа е на истото на источно-анатолискиот. Како тоа можеме да го објасниме, бидејќи еве последните информации што денеска експертите ги кажуваат, светските експерти велат дека и тие се изненадени и зачудени од овој феномен. Како можеме тоа да го објасниме? И дали се тоа фуршокови, па не очекува пострашно? Не. Значи, иако велам стално, повторувам дека не е благодарно да се предвидува, јас сум доста смел секогаш во моите изјави тврдам дека поголем земјотрес од овој 7,8 што беше, нема да се случи, со најголема сигурност тврдам, бидејќи, иако велам, имаше сличен случај и во Лаквила. Во Лаквила 2009 година имаше серија на земјотреси, кои што беа со магнитуди 5 до 6,
И имаше на дебата вака од повеќе експерти, мои пријатели, они рекоа нема веќе е слободна енергија, нема да се случи. Утрето ден магнитуда 6-9 и беа дури осудени луѓето, па ги ослободија, односно научници се тие, бидејќи се смета дека земјотресите не се предвидуваат. Но ја тврдам дека нема да има посилен од овој земјотрес и прашање воопшто дали оваа година било каде у светот ќе се случи магнитуда 7-8. Се сложам со вас дека малце изненади таа магнитуда од 7-5, што е малце поместена како резултат на редистрибуција на прегајето, бидејќи тоа е огромна енергија. Нешто слично се случи исто во 99-та година. Значи, во Измит имаше земјотрес, после 2 месеца дојде до редистрибуција на напрегајата и во Дужје имаше и жртви, повторно некоја магнитуда послаба. Карактеристично е, што посилен земјотрес, тоа многу повеќе автершокови и нормално во првите неколку денови се јавуваат автершокови што се скоро блиски до главниот удар, така и овој удар, и после ќе следи серија на помали, може после пак по некој поголем. Мислам дека веќе сигурно нема да има посилен од овој земјотрес, дека сето тоа ќе бидат автершокови, ќе траат негде околу 3 до 4 месеци, а спорадично може би и цела година понеколку. Гледаме видео материјали, господине Гаревски, кои што се апокалиптични сцени од регионот каде што се случи земјотресот. Вие вчера во текот на денот на вашиот профил на социјалните мрежи појаснивте дека за вакви магнитуди карактеристично е лизгање на земјиштето и пукање на расадот. Апсолутно. Значи, токму се знае во науката дека после магнитуда негде дури и во одредени региони, дури и после магнитуда 5,5 да има лизгање на земјиште. Значи, овдека има, само сега не е тоа центар на внимание, овдека има многу лизгање на земјиште и предпоставувам дека тоа е она што го ставив јас на интернет, дека тоа е буквално распукување на раседот. Значи, во 99-та година, ова е така наречениот источно-анатолиски расет, 99-та година јас бев директно на едно такво распукување, кое што може да има должина дори до 150 км по цел должина како права линија. Тоа е типично појава на тоа се 2 блока кои се во умирување пред да дојде иницијализацијата на земјотрес и сега уште не се концентрирале стручњаците на тоа. Во Измит имаше поместување по хоризонтална 4,5 метри на 2 блока, ако сте вие од оваа страна на раседот, а јано од оваа 4,5 метри се поместуваме еден наспроти друг и по вертикала 2 метри и 30 сантиметри. Овдека сигурно ќе се случи слично, ќе има големи поместувања на 2 блока по хоризонтала. Овие се така наречени реверзибилни хоризонтални раседи, трансформ, така ги викаат раседи, и има такви манифестации. Така да, ова што го видов, мислам дека е токму раседот по должината распукан. Еве, светските медиуми утро опишуваат дека голем број на жртви во земјотреси во Турција и во Сирија има баш и како што вие кажувате и поради неквалитетните градби. Меѓутоа, колку се поставува тука прашањето, колку треба да е една градба квалитетна на таков разорен земјотрес кој што мислам дека траеше околу повеќе од 1 минута, минута и 30 на секунди, за разлика нели што траат земјотреси по 20, по 30 секунди и на толку јака магнитуда. Дали тука е проблем само квалитетот на градбите или сепак тука и природата знае да замеша прсти и не можеме секогаш да се ослониме на законските решенија за безбедност? Највеќе е проблем квалитетот на гради. Значи, како што рековте, што повисока магнитуда, тоа подолго траење на земјотрес и повеќе автершокови. Има тука рушење од автершокови, бидејќи 6-7 е неколку пати посилен од Скопскиот од 63-та година. Еве, гледаме баш во моментот дека зборувате така и се погоди една продавница, таму видов дека тресеше повеќе од минута и половина.
Да, токму така. Сега на ова прашање да одговорам, значи, многу интересно да се одговори. Значи, ние, како што рековме, не знаеме кога ќе се случи земјотресот, но знаеме дека во Скопје сигурно нема да се случи седмица. И ние, значи, тоа треба да знаат и граѓаните, нашите објекти се димензионирани на, да речем, до 6,5 негде спрема нашите прописи магнитуда. Бидејќи не се исплати да вие проектирате објект на магнитуда 7,5, што може би на еднаш на 30.000 години, а може би и никогаш нема да се јави, бидејќи и разседите не се толку големи да генерираат толкава магнитуда. Во Турција, објектите, новите објекти, се димензионирани според забрзувањата што би генерирала некоја магнитуда од, да речеме, 7-8. Сега има друга работа. Значи, ние ги проектираме за земјотреси кои што се почести, да нема скоро никакви оштетувања, а за вакви екстремни земјотреси, како што е во Турција, бидејќи сега и тамо прашање дали после 300 години ќе се случи еден ваков 7-8 земјотрес, за таа магнитуда тие се проектирани да има дури оштетувања и на некои столбови, но да не падне зградата. Тоа е филозофијата на проектирањето на објектите и најчесто, да се разбереме, новите згради, димензионирани како што треба, не паѓаат. И јас сум сега сигурен дека и во Скопје, овие градби, новите, многу лесно ќе го издржа скопскиот земјотрес. Тоа сакав да ве прашам, велите новите објекти димензионирани како што треба. И тука ќе се навратам на онаа анкета за која што зборувавме летово, кога беше годишнината од скопскиот земјотрес и кога вие ги прашавте испитаниците во кои градби повеќе веруваат. Одговорот беше во старите, а вие ги побивте и им велите не е точно, особено оние по 2014 година се најквалитетните градби што не збунивте навистина. Не, значи вака, сосема нормално пред земјотресот ниедна зграда не беше пресметена спрема сеизмички сили. После земјотресот дојде прв пат и во Југославија, а и може да се каже и Европа, тоа е 64-та, први прописи во Југославија за сеизмичко проектирање. Од тогаш се до сега, секој објект е проектиран со сеизмички сили. 87 година имаме нови прописи за сеизмичко проектирање подобрени и пополеха и дојдоа и нови методи на пресметка, веќе 80-тите години. Морам да кажам и подобри, да речеме, подобра арматура, повеќе се водеше сметка да се проектираат со повисоки марки на бетон и контролата све подобро и подобро дојде. 2014 година во Законот за градби, во член 4, се уфрли еден член 4а, каде што децидно пишува секој објект кој што се проектира во Македонија мора да добие позитивно мислење од институт кој се занимава, научен институт, значи не обична организација, научен институт регистриран во Министерството за наука, да добие потврда поднос на проектот дека е квалитетно изграден, тогаш му издава општината градежна дозвола. Ако не добие мислење позитивно, не му издава. За поголеми објекти од 300 квадрати, должен е инвеститорот два пати да го викне истиот институт да контролира дали марката е квалитетна како што е, дали се зимани коцки, дали е вградена таа арматура што е, два пати да дојде на објектот. Така да сметам, тоа е навистина така, дека едни од посигурните градби, според нашите постоечки прописи, се во Македонија. Многу посигурно се гради и поголема контрола отколку во другите региони во бивша Југославија и Бугарија, да кажем. Да, добро. Со градбите немаме проблем само ние. Во сите поголеми градови во регионот се гледа дека никнуваат згради секаде како печорки, но ако зборуваме од аспект на безбедност, еве да кажеме се квалитетни градбите. Добро. Законот се почитува во 100%.
Меѓутоа, колку е безбедно што имаме насекаде згради околу тој момент Тоа кога е има друг потрес, проблем. треба да се засолни. Дали некој на тоа треба да размислува или треба да се направат промени во законот и Пазите, јас повеќе пати сум рекол, јас сега идев од Ново Лисиче до негде Ѓорче Петров, скоро 1 сат патував, тоа е запушено. Сите тие работи, највеќе урбанистите вода сметка во свет за да има приспат, за да можат тие интервентни екипи да дојдат. Значи, јас многу пати сме збореле овде, сум чест гостин и секоја сакам да дојдам на дискусии, значи, апсолутно, веќе во Скопје треба едноставно во јадрото на Скопје да се забрани да се гради нити дуб, нити било какви архитектонски решенија и сето тоа. Може да има околни населби, како што беше одма после земјотресот. Имавме прекрасни населби како Тафтаридже, сега више Тафтаридже не постои. Тамо не можете нити се почитуваат правилата за гаражите формално, као се прават гаражи, никој не ги става полите и тоа е катастрофа. Од тој аспект, да, бидејќи сигурно ќе има некој отпаѓање на фасади и повреди. Да, гледавме такви видеа вчера во Турција, луѓето буквално имаше квартови каде што не можеа да се засолнат. Буквално од сите страни ополени со згради. Мислам дека тој проблем го имаме и ние. Исто само накоса Френк Хугербет вчера завчера ги помати сметките на тема предвидување земјотреси и јас и Ванес што туку дојдовме на емисија утрово прочитавме дека последните предвидувања се дека ќе се шири оној појас на земјотреси, што искрено да бидеме реални не исплаши, не дека останавме рамнодушни, но еве ајде ќе се навратиме на тоа дека не се предвидуваат земјотресите. Колку треба да се внимава кога се известува на овие теми и за тоа сакам да проговориме. Пазете сега, значи најчесто се случува од кога ќе се случи земјотресот дека некој го предвидел земјотресот. Така и дојде информацијата, апсолутно да. И јас ми пратија некој погледав, ја не видов на кој начин предвидел. Јас пред 1 година, ако се сеќавате, ја реков за наредни 3 до 4 месеца некаде во светот ќе се случи магнитуда поголема од 8 степени, но некаде на целиот тој појас сеизмички и се случи после 3 месеци поголема магнитуда од 8. Но се случи заради таа статистика што од 1900 година, секоја година, значи стандардно, има еден земјотрес поголем од магнитуда 8. Доека бев у студиото, беше поминато скоро цела, не, 1 година и нешто месеци поминато, немаше магнитуда 8, што мораше да се случи. Значи, од тој аспект може да се знае дека вакви земјотреси, али ова е веќе се приближува до магнитуда 8, инаку измеѓу 7 и 8 има земјотреси негде до 10 во светот. Такви. И можам да го повторам уште еднаш. До 60-тите години имаше голем ентузијазам и американците, особено и кинезите и русите, дека ќе успеат да ги предвидуваат земјотресите, но не се покажа така. Паркфилд експеримент е познат. Во Калифорнија на секој циклус од 60 години се случуваат земјотреси со магнитуда од 6. И научниците рекоа, сега треба за 1 година да се случи земјотресот, ќе поставиме брдо од инструменти. Акцелерометри, не знам, замерење на радо, магнетни полиња. Земјотресот се случи после 10 години и никакви знаци немаше за да се може нешто да се предвиди и открие. За колку време се ослободи енергија завчер? Вчера, всушност. Па таа е тренутно ослободување и патување и значи целата земјина топка вибрира, само не буквално како што вибрираат зградите. Во целиот свет, значи има записи од Скопскиот од 63-та во Америка земјотрес. Таа вибрира, сега не можам точно да кажам, можда 20-30 секунди е периодата на земјината топка и доаѓа до ширење на брадот. Али тие, јас ви реков и прошлиот пат, значи негде веќе околу 150 до 200 километра, ако е магнитудата неколку стигна, не постои никаков ризик за никаков објект.
Затоа ве повикавме денеска. Благодарам за Не постои ризик сигурно поднос на овој земјотрес јасно. тука да нешто се трансферира во веќе еве тој талас што го викаат, ама тој е микроталас, ја поминат и низ. Имаше на мапата дека некој у Скопје го осетил овој турскиот земјотрес. Тоа е тој талас што се движи. Благодарам за гостувањето во Македонија на утро, господин.